Океј, здраво на сите, денес имаме едно ново видео каде што ќе ви објаснам се што треба да знаете за Yield Farming и како да постапите кога ќе излезете надвор од range или надвор од обсек. Значи, слушајте го целото видео до крај, те ќе ви објаснам и како јас би постапил во овие неколку пулови каде што сум надвор од range и гледате по колку плаќа, по 400%, 400%, 279, колку е ова Ape со Ethereum, 410% APR. Мислам, тоа е нешто ненормално во овој момент. Значи, јас сум Крипто Филип, благодарам на сите кои што ме следите и ме гледате, правам видео на англиски и неколку на македонски. Благодарам до Антонио кој што ги споделува сите мои видеа, благодарам до целата македонска заедница кој што ме следи, ве молам, споделете го во видео, оставете некако коментар и лайк и изгледајте до крај затоа што многу помага за YouTube каналот, а посебно ако го споделите. Океј, и еден поздрав до сите оние кои што се во Telegram групата на македонската страна. На македонската Telegram група ќе ги оставам сите линкови долу под самото видео. Океј, одиме понатаму. Што е тоа Yield Farming, првин ќе објаснам и како да постапиме со вашите пулови кога сте надвор од range, затоа што имам многу прашања за точно тој проблем кога ќе се случи. Сега, јас ако сакате да ги изгледате сите видеа на македонски јазик, тоа се некаде 6-7 видеа за 2-3 часа ќе ги изгледате сите и веќе ќе може да ставите liquidity. Ова не е некоја си понзи шема, туку ова е правиме инком, нели имаме пасивен приход од самите даноци. Тоест, што мислам, што е Yield Farming? Значи ние сме market makers, значи ние даваме liquidity. Кога некој токен ќе се трейда, значи кога ќе купуваш и ќе продаваш, ти секогаш плаќаш некој мал фи од 0,5, 1 или 2%, зависи од самиот пул. Што е пул? Значи пул е каде што имаме liquidity од два токени. Сега примерно, VET на Ethereum со USDC. Значи во овој пул, каде што се плаќа данок 0,05%, значи има во моментов од TVL, значи во liquidity 15 милиони. Ама за 24 часа има обрт на пари 123 милиони. И во тој пул од тие 123 милиони, затоа што купи продај се прави, се платиле $62,000 данок, тоест самиот овој 0,05%, и сите тие пари се разделени на сите овие кои што даваат тука liquidity или TVL, Total Value Locked. Океј, значи, се надевам дека разбирате. Јас го користам Crystal. Денеска ќе ви објаснам како го користам Crystal за да направам нели move range или rebalance се вика. Сега, гледате колку ненормално многу фии се плаќа на секој еден пул. Посебно со овие мим токен, еве го Digen тука, имаме 8 милиони TVL, 23 милиони, 24 милиони за 24 часа трейдинг волумен, имаме $71,000 тука се платиле. Зошто? Затоа што тука е 0,3% данок се плаќа на секој еден. Значи вие ако купите и продајте 10 пати ќе платите 3% данок. Сега, гледајте тука. Тука е 0,05, значи за 123 милиони, значи за 6 пати повеќе за трейдинг волумен во 24 часа се плаќа горе-долу исто. Зошто? Затоа што овој фи 0,05 е многу помалку. Се надевам дека разбирате. Значи, кога стоите во некој пулој, имајте го тоа во предвид. Исто така, што друго треба да знаете за Yield Farming? Значи изберете некои пулови, немој со stablecoin, според мене не е добро, значи и сепак не сум финансиски советник, правите што сакате, се што кажувам е моје лично мислење. Не одаме со стейбл токени, зашто? Заради тоа што маркето според мене предвидувам дека ќе летни некаде до колку е сега? Биткоините е сега 89, значи 90,000, нема да сум зена некој 100, 110, 120 за 2 до 3 месеци, може и многу побрзо. И зошто да ставам стейбл кога ќе излезам надвор од range. Океј, ајде сега одиме понатаму во самото видео. Ве молам, изгледајте ги сите овие видеа. Имам доста добри видеа на англиски јазик, Crypto Meme Tokens, Real Price Prediction, ова има добар на пресел, имаше еден нот, ама не влегов, како и да е. Одиме понатаму, тука имаш за SUI, за ApeCoin, сега ќе видите колку плаќа ApeCoin. Еве го, ApeCoin ми плаќа во овој момент 400. Ова е јас тука ми е поврзан самиот wallet, овие ми се сите мои пулови, еден од волетите кои што ги имам. Сега гледате тука, јас сум многу влезен во мим токени. Зошто? Затоа што предвидев, според мене, мислев дека мим токените ќе експлодира. Уште пред неколку месеци, затоа влегов. И гледате, тука сум надвор од range излезен. Зошто? Затоа што тие денеска експлодира со 40%, бред експлодира со 50-60%. Сега, како се става liquidity, првен да појдеме? За да ставите liquidity, одите, значи ова исто Crystal, минатиот пат направете на добро видео, одите на Hot Pools, си избирате пул, примерно, еве овде, ајде да видите, еве го бред,
нели бред, јас сум нова и мислам, чекај да видам на кој сум на бред, бред на 1% точно, одам на бред, значи јас сум тука новај на 1% бред, одам тука и да видиме колку би собрале, и ако еве го самиот рейндж, вие го поврзувате самиот волет, тоа е на base chain, треба да ги знаете тие работи малку, значи не е многу тешко, ставате која цена горе и долу, обсек на кој рейндж би се движела цената. Исто тука, ова графа гледајте, ова е од лево на десно, може да забележите дека тоа е од 17 октомври, дека се движела во тој обсек, тука излегло и тука пошло после надолу, тоа што значи дека бред скокнал на цена, оти тоа е Ethereum во бред. И сега може да забележите дека ако јас, да, тоа е многу битно да знаете, дека јас ако мислам дека примерно бред ќе оди уште нагоре, план дека бред ќе оди 29% нагоре, 25% надолу, значи тоа е обсек од околу 60%, 55%, дека јас ќе добивам околу 644% APR. Чекај да видам дали се гледа, да се гледа, супер. Сега, и гледате сега што се случува. Јас сум тука влезам во тој пул и сега сум надвор од рейндж. Во овој момент, знаете, Кристал е многу баги, така да треба некој да направите рефреш неколку пати. Значи, пак ќе кажам, не сум финансиски советник, се што правите си е на ваша грижа. Океј, гледайте, јас во бред и Ethereum сум ставил $1400, ама одамна имав ставено 1387, извадов 950, сум извал тука малку фи сум извал. Значи јас горе-долу заработував по многу малку, оти бред со имав на многу поголем рейндж и бред со Ethereum не беше нешто топ во последните неколку недели. Еве гледате, по $1, 1.80, 1.50, тука скокна на 3, тука скокна на 4.50, тука скокна на 4.70, тука скокна вчера на 13, кога го правам видео е 14, на $8 на ден. Значи, а јас имам само 470. Во овој момент плаќа премногу 278% APR на мојот рейндж што сум. И сега јас сум надвор од рейндж. Зошто? Затоа што бред експлодира и појде нагоре. И што се случува во овој момент? Одиме тука, ако сакаме ребаланс да направиме. Одите тука, може да ставите increase liquidity, да ставите повеќе пари или да направите remove liquidity или rebalance. Сега, јас до сега еве колку пари сум извал, $54-55 fees. Океј, супер, благодарам. Тоа е fees, значи ова е пасивен приход. Јас кажувам, чувајте едно bull market портфолио тука, околу таму, примерно ако имате 1000 или 10.000 или 100.000 или милиони, не знам, чувајте 70% тука, 75% во bull market портфолио, имајте 20%, 25-30, зависи колку сакате во DeFi портфолио за да вадите пари, имајте едно 5% некаде за да може да играте со ептин ризични некои токени по $5-10 таму да си клавате, некој ако експлодира на повеќе. Мислам тоа е според мене. Што сакате може да правите. Сега, гледайте се, еве тука сум извел. Океј, и сега што се случува? Одам на ребаланс. И сега како, сега да ви го објаснам ова. Еве го мојот пул. Јас сум во овој момент, ова жолта линија која гледате, чека да видам дали ја гледате. Само момент. Да, се гледа супер. Ова жолта линија е во моментов цената, која е. А јас сум веќе 11% излезен out of range. Сега, што можам да направам? Гледајте ова графа тука. Ова графа е од десно на лево. Значи 15 октомври и исто може да видите како јас сум бил во рейндж цело време. Гледај колку добро сум ја поставил ова зеленава линија е мојот рейндж кој што е. А ова жолтава е во моментот кој што е рейндж. Сега, ова е нов минимум. И сега што се случува? Ако сакам јас да се вратам назад во рейндж, може да направам неколку работи. Едно има што се вика snuggle ефект, го викаме. Сега, snuggle ефект тоа што значи ја носите пократката линија толку блиску некаде 0, примерно ја носите, ќе ви кажам, тука некаде 0,34% на минус да сте. Значи уште не си во рейндж. Значи ако гледате ли ова линија, точно ја носам толку до жолтата, ама да не ја поминува жолтата. Затоа што како што излегувам out of range, во токенот кој што оди нагоре, ми продава во токенот кој што е понадолу, во овој случај Ethereum. Значи бред направи out performance на Ethereum и бред продава DCA надвор во Ethereum. Така. Сега. Значи, јас имам сега, може да видите, тука ликвидити имам $459 само Ethereum. Јас ако сакам ребаланс можам да направам, ќе ми биде еве го истиот 477 оти фите ќе влезам натре, но бред нема да имам 0. Јас пак ќе бидам out of range, но тука се кладам дека се надевам
дека бред ќе се врати назад или дека Ethereum може да појде нагоре и за да влезам во рендж. Значи тоа е без да продавам each Ethereum. Значи исто така можете да влезете во некој пул. Ако мислите дека одите во некој мим токен, ако мислите дека тој ќе паѓа, исто така го правите, влегувате само со Ethereum и ставате толку блиску 0,5% пример, еве го 0,3% и кога ќе падне само 0,3% малку назад и ќе влезете во рендж, ќе почнете да принтате пари. Разбирате? Како што оди надолу ќе купува DCA тој токен, ама ќе продава од Ethereum. Сега, ова е снагл ефект. Друго нешто што јас лично го правам е ја движам оваа линија толку за да влезам во рендж од 4-5% и ова може да го оставите тука. Затоа што колку повеќе го движите натре, значи ова е примерно 5%, а ова е колку повеќе движите натре, примерно да сте поблиску во рендж, толку повеќе продавате од Ethereum и купувате бред на повисока цена. И тоа се вика impermanent loss. Значи тука треба да внимавате многу. Ти може да се изгорите. Колку повеќе правите ребаланс, толку повеќе губите во долгорочно. Што мислам? Затоа што сега бред јас треба да го купам на ова највисока цена. Ама ако утре бред има корекшн и ако падне, јас веќе сум го купил на највисоката и веќе цената ми паѓа. Разбирате? Но затоа обичен ребаланс што е примерно еве го сега да се рече и дека јас мислам дека бред ќе оди нагоре 26 нагоре и 33 надолу, може да го направите ако мислите дека ќе оди бред нагоре, но внимавајте дека вие купувате бред на таа цена што е сега. Ако стварно мислите да, бред ќе оди супер нагоре, па еве, го клавам уште 40% нагоре, 40 надолу, супер, вие сте во тој рендж. Но внимавајте да проверите колку би земале профит во овој момент ако го направите тој рендж. Сега, ако јас го направам на 0,5%, како што реков, влезам сега, со 30% јас ќе земам 900% APR, само да влезам малку во рендж, разбирате? Или го правите на 3%, 957 APR. Ево, да може да видите, не знам дали се покажува, ево го овде. Не знам дали се чита. Добро, чекайте, се. Добро, сега, да се вратам назад. Се надевам дека разбирате, тоа се неколку, значи имаме снагл ефект, ставате толку блиску, ама да сте уште out of range, примерно 1% или 0,01%, колку што можеш најблиску до таа линија, до оваа жолта линија, или влегувате малку во рендж, 4-5%, и овај може да го оставите исто како што е, или да го намалите примерно 10-15%, направете примерно првин ресерч, колку вие би правиле APR на тој рендж и може да си го поставите тој. Колку потесен е самиот обсек или рендж, толку повеќе ќе земате APR, така? Но, колку е потесен, толку побрзо ќе излезете out of range. Затоа барајте добри парој со корелација. Зашто не влегувам во USDC во овој момент пред да биде изборите со Трамп? Затоа што знам дека маркетот ќе оди нагоре. Зошто да влегувам со USDC кога ќе излегувам non-stop out of range? И не е баш многу пријатно. Затоа ќе излегувам сите што имам со stables. Сега сум само во добри токени. Сега, тоа е мојот токен. Сега да се вратам назад, колку заработуваме да видиме. Гледате сега колку е будала маркет. Јас сум на Ethereum и на Ape. Ape принта нон-стоп, 418%, излезе малку out of range, направи малку ребаланс. Гледайте, имам да земам $71 фи за неколку дена јо. Liquidity 1780, 1840, да, еве го, гледайте, ако во овој момент колку имам, ако ги држев, колку би имал исто, значи се тука овој тул ви покажува. Вчера сум извел 7,5, денеска сум имал 7,5, нек ни направи ребаланс пред некој ден и си прави и си вади и си крцка на страна. Сега да одговорам на самото прашање, дали јас ќе влезам назад во овие пулови во овој момент? Не. Затоа што бред и кат експлодира многу и во овој момент јас ќе чекам. Обично кога ќе излезете надвор од обсек, чекајте ден до 2 или 3 ако треба, или ако не чекате барем 24 часа, затоа што многу често самиот токен се враќа назад во цена. Се надевам дека разбравте, ако имате прашања, прашајте долу под самото видео, а сега ајде да видиме некои пулови кои што се добри на Base Chain. Извинете, на BNB. Ајде да гледаме BNB да видиме. Што се случува на BNB? Одите на Crystal, одите на BNB Chain, гледайте колку добри пулови има на BNB, јас се зачудив. Затоа што се пука нагоре, има толку многу добро. Ево го, вид со BNB, вид го има и на BNB Chain. Така? Ова е многу битно да гледате. TVL да е, добро е над 200,000, али трейдинг волумен за 24 часа да е многу повеќе од TVL, исто или повеќе. Да, значи, гледайте што случува. Кат со BNB 870% APR, значи, но имаме цената се придвижи од 33% нагоре. Јас иако бев во многу добар рендж со кат, со BNB излегов out of range и експлодира цената. Сега,
И гледате Трамп што е на BNB, исто е многу добро, значи многу. Може да појдете тука на 24 часа фи, може да видите кој вади најмногу пари, може да видите горе-долу колку би плаќале, примерно 36%, што не е баш многу стейбл. Треба да видите на кој exchange и така натаму. Гледайте, Ethereum со BNB, тоа е доста интересно. Ethereum со BNB на Тена. Тена е добар, го немам таму одено на Пулој да ставам, но Ethereum со BNB се во многу добра корелација, 170% APR на 15%. Да, горе-долу не е лошо, малку е нарол, малку е тесен, малку на поширок, колку 150% APR на Ethereum и BNB, не знам што да ви кажам. Значи, тоа е крипто, луѓе. Значи, тоа е крипто. Ако имате прашања, ве молам, дојдете на, ве молам, прашајте ме на Telegram. На секој еден оној кој што ме праша, на секој му помагам. За брзо време ќе направам една група каде што имаме само за yield farming и ќе може да се споделуваме информација и да се помагаме еден на друг. Благодарам уште на сите, ве молам, споделете го во видео, многу ми значи, ставете коментар, направете еден лайк и кажете ми дали сте во некој пулој и примерно дали сте задоволни или уште имате некои проблеми. Поздрав, чао!